إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bidni Allahi ta'ala, ke продолжиме со ново поглавје од ова изворедна книга, таа е Китабу Таухид, на од авторот шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И сме кај поглавието кој вели авторот рахимахуллах, баб قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Авторот рахимахуллах, како и во минатото што го имаат практикувано, го имат насловот на ова поглавие почнато со еден ајет. А тоа е Аллаховиот говор дека имаат некои од луѓето кои земаат здруженици и ги лубат нив како што се луби Аллах субханаху ва таала. Значи тие здруженици кои ги зеле тие ги лубат така како што се луби само Аллах субханаху ва таала. И како што вели шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, дека авторот рахимахуллах сега во ова поглавие и неколку поглавија кои ќе следат ќе напомни неколку ибадети кои се ибадети на срцето. Зашто овој ибадет, како што вели шейх Уцаймин рахимуллах, што може да се нарече тука поглавието на љубовта, на сакањето, така значи овој ибадет на љубењето, на сакањето е ибадет на срцето. Значи тоа е во срцето внатра. Никој не го гледа тоа од луѓето. Единствен кој знае за таа љубов е Аллах субханаху ва таала. И тој значи Аллах субханаху ва таала. И затоа вели шейх Уцаймин рахимахуллах дека темелот на сите дела е темелот на сите дела е љубовта. Значи темелот на сите дела е љубовта. И затоа човекот не работи, значи не делува, освен за она кој тој го сакат, го љубит. Значи тој не прави нешто, не се померува тој, не се помрднува тој, освен за нешто кој тој значи го сакат. Дали го сакат тој тоа нешто што му предонесува нему добро, или па го сакат нешто што сакат да се отстрани од него, кој има страв да не му нанеси некое зло. Значи секогаш кога човекот делува, значи го прави тоа поради значи љубов. Како што вели шейх Уцаймин рахимахуллах, например храната. Храната човекот значи е сакат поради храната, зошто таа значи му дават сила и така натаму, енергија и така натаму. Исто и лекоите, апчината, ги сака човекот поради што? Поради тоа што тој се надева со тие лекови да оздрави. И затоа значи тој ги зема, затоа значи тој ги конзумират. Затоа значи сите дела, како што вели шейх Уцаймин рахимуллах, базата на тие дела е значи љубовта. Потоа, значи
како што вели тука Шейх Утемин рахимахуллах, дека ибадетот спрема Аллах субханаху ва таала се базират на љубовта. И тоа е, вели Шейх Утемин рахимахуллах, реалноста на ибадетот, односно вистината на ибадетот. Зошто ти ако немаш љубов во твојот ибадет према Аллах субханаху ва таала, тогаш ти не осеќаваш ништо тој ибадет. Значи не осеќаваш ништо од тој значи ибадет. И ибадетот како ибадет, она љубовта како љубов, вели Шейх Утемин рахимуллах, се поделуваат на две категории. Значи љубовта се поделува на две категории. Првата категорија, љубов кој е ибадет. Каква врст е таа на љубов кој содржуваат ибадет? Таа е љубов кој содржуваат покорност и овеличување. Значи таа љубов содржува, тоа е таква вид на љубов кој содржува покорност према тој кој го сакаш ти и овеличување. И така што како резултат на таа покорност и на тоа увеличување спрема тој кој ти го сакаш, тогаш што се случува, ти ги следиш неговите наредби и се отстрануваш од неговите забрани. Значи, ги следиш неговите наредби и се отстрануваш од неговите забрани. Овој вид на љубов му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала. Значи, ако човек прави оваа врста на љубов, му ја учинува, му ја посветува на други освен Аллах субханаху ва таала, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека тој со тоа направил голем ширк. И излагат од верата. Значи, ако имаш ти љубов спрема некого од створенијата, кои содржуваат покорност, овеличување и, значи, како следејќи на тоа резултат, ти ги следиш неговите наредби и се отстрануваш од неговите забрани, тогаш, значи, тоа е голем ширк. Значи, и во љубовта може човекот да падне во ширк. Може да падне во ширк и да излезе од верата целосно. Втората категорија на љубов, а таа е неколку врсти. Првата врста, значи овие се подкатегории на втората категорија. Првата врста е сакање во име на Аллах субханаху ва таала. Сакање во името на Аллах субханаху ва таала. Например, значи овде се пегамберите, посланиците, праведните, шехидите и искрајните луѓе. Значи, ги сакаш ти ним во име на Аллах субханаху ва таала. Или па дела кои ги извршува човекот, како намазот, како зекатот, како добрите дела и слично. Втор вид на љубов во втората категорија, а тоа е љубовта на милост и сожалување. Љубов на милост и сожалување. Како, например, значи, љубовта спрема детето, љубовта спрема малите, љубовта спрема оние кои се слаби, љубов спрема оние кои се болни. И така, значи, натаму. Исто, трета вид од втората категорија на љубов, а тоа е, вели Шейх Утемин рахимахуллах, љубов на респект и почитување. Како, например, љубовта од човекот спрема својот татко, или спрема својот учител, или па спрема некој постар човек. Значи, таа љубов на почит и на респект. Значи, затоа алимите овие поделби ги прават прва категорија, втора категорија, па втора категорија, први вид, втори, трети, четврти. Овие работи зошто поделби ги прават, за ти утре да не ги мешаш.
Не некој има некоја љубов на почит и на респект, ти му ја поврзуваш нему со првата категорија, му велиш што направил ширк и си излегол од верата. Значи, затоа овие работи се важни. Затоа овие поделби ги прават. И овие работи увисна треба да се пишуваат. Треба да се пишуваат, прва категорија, втора категорија, па после подкатегории, така и така натаму. За да се памтат. Да се памтат. Четвртиот вид на љубов, од втората категорија, а тоа вели Шейх Утхемин рахимахуллах, природната љубов. Природната љубов, како на пример љубовта на човекот за храна, за да пие вода, за облека, за коли, така да речеме по наше денеска, и за куќи. Значи ова е значи природна врст на љубов. И овде, значи во овај ајет е предупредување. Предупредување дека имат луѓе кои земаат, значи за здруженици, други освен Аллах субханаху ва таала и ги сакаат нив онака како што се љубит Аллах субханаху ва таала. И тие со тоа значи паѓаат значи во ширк. Паѓаат во ширк. Баракаллаху фикум. Потоа спомнуваат авторот следниот ајет во ова поглавје, а тоа е Аллаховиот говор: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Allah subhanahu wa ta'ala mu veli ova ajet na pejgamberot alejhi salatu wasalam, kaže Muhammed, речи им, извести ги, ако вашите татковци, односно ако вашите татковци или вашите деца, и вашите браќа, и вашите жени, и вашите фамилии, и вашето богатство кој вие него го спечалувате, и вашата трговија кој се плашите вие да ја изгубите, и вашите домови кои вие сте задоволни со тие домови, ако тие работи се посакани кај вас од Аллах субханаху ва таала неговиот посланик и джихадот во патот на Аллах субханаху ва таала, тогаш значи чекајте, Аллах субханаху ва таала ќе донеси казна, односно жестока казна за вас. Значи во овај ајет си има спомнато, значи работите кои човекот најблиску ги има до неговото срце. Значи неговите родители, неговите деца, неговите браќа, жени, фамилии, богатство, трговија, домови, куќи, ако овие работи се кај нас посакани од Аллах субханаху ва таала и неговиот пекамбер салаллаху алейхи ва селам, тогаш значи да чекаме се Аллах субханаху ва таала ќе донеси жестока значи казна. И ова е значи жестоко предупредување, вели Шейх Утхемин рахимахуллах. Ова е жестоко значи предупредување. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах, овие работи кои се напомнати во овај ајет се зборит ако не се од првата категорија на љубов, кој е ширк. Се ти ако имаш таква љубов спрема татковците, спрема децата, спрема жените, спрема не знам што, со покорност, со овеличување и така натаму, тогаш е тоа ширк. Но ние збориме за втората категорија, кој не влагат во ибадет, но ти ако на оваа категорија, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, му даваш предност пред Аллаховата љубов, тогаш тоа е причина значи за оваа жестока значи казна. И овде се слушате внимателно што вели Шейх Утхемин рахимахуллах. И од тука вели Шейх Утхемин рахимахуллах, разбираме дека човек
кои ги извршуваат Аллаховите наредби, но ги извршуваат Аллаховите наредби поради наредбите на неговиот татко. Значи, тој го кланјат намазот, да речеме, или пости, да речеме, и слично, сето тоа поради што татко му не му вели. Не дека тој е убеден и има љубов за тој ибадет спрема Аллах субханаху ва таала и сака да го спроведе. Не, поради татко му, тогаш тој човек го сакат повеќе својот татко од Аллах субханаху ва таала. Значи, да пазиме треба. Се на судниот ден овие работи не ти придонесува ништо придонес. Значи, ако човек, и ова самиот тој го знае во неговото срце, може би тој да живи таке пола век, поради неговиот татко да ги извршува тие наредби. Значи, да клањат, да постит и така натаму, но се тоа поради неговиот татко. Не поради Аллах субханаху ва таала. Значи, овие работи се многу опасни, баракаллаху фикум, и се работи кои се во срцето. Кој се во срцето, и ако не биде тој пазлив и да се контролира себе си, може би никогаш нема да дознае, значи да се откриет дека тој во таква заблуда имат претонато. И велит Хасан ал-Басри рахимахуллах во врска за срцето, дека никој не знае што има внатра освен Аллах субханаху ва таала, но велит дека имат тоа што е во срцето се пренесува на делата од човекот. Како што вели Хасан ал-Басри рахимахуллах, дека никој нас не ни е крие нас неговата вистина, значи се крие тој, не се кажува како е тој вистински, освен Аллах субханаху ва таала има него да го откриет спрема луѓето со неговото лице и со неговите зборови кои тој ги искажуваат и изразуваат. И затоа велит исто Шейх Утхаймин рахимахуллах дека делата на телото се огледало на срцето. Значи, ако сакаш ти да знаеш како ти е срцето и за кого чукат срцето, тогаш гледа ги делата. Тогаш гледа ги делата и ќе знаеш како ти е срцето. Значи, ова е огромен значи, збор. Потоа, спомнуваат авторот рахимахуллах еден хадис, а тој од Анас ибн Малик радијаллаху анху, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Во овој огромен хадис, велит пегамберот алейхи салату ва салам, не верувал никој од вас. Значи, иманот не е потполен, не е целосен од никого од вас. Се додека не бидам јас кај него повеќе сакан од своето дете, од својот родител и од сите други луѓе. И овој хадис е во Бухари и во Муслим. Значи, овде вели пегамберот алейхи салату ва салам, не верувал никој од вас. Значи, овде не се негира целосно иманот, но се негира, значи, дека иманот негов не е совршен, не е потполен. Кога ќе се исполни и ќе биде совршен? Кога тој ќе го сака пегамберот алейхи салату ва салам повеќе од своето дете, од својот родител и од сите други луѓе. И овде од сите други луѓе влагат и тој сам себе си. Зашто вели Шейх Утхаймин рахимуллах, како е случката позната кога Омар радијаллаху анху му рекол на пегамберот алейхи салату ва салам: тебе јас, ја Расулаллах, те сакам повеќе од моите деца, од моите сопруги, од моите родители, но сам себе си се сакам повеќе. Тогаш му рече пегамберот алейхи салату ва салам дека значи не е уште исполнет се додека не бидам повеќе сакан кај тебе од себе си твоја. И тогаш му рече Омар радијаллаху анху дека
значи ти се колнам во Аллах субханаху ва таала дека ти сега ми стана мене и повеќе сакани од себе си. И тогаш му рече пекамберот алейхи селату васелам, сега Омар. И ова работа, значи, ти можеш мене се да ми кажуваш зборови благи, но со зборови благи не се лажам и да се ми излажиш, јас сум човек како тебе и ја да излажам, ти си човек како мене, но Аллах джелешано не може да ги излажиш. Тоа ти биде јасно и гласно и затоа реков Хасан ел Басри дека делата на телото се огледало на срцето. Ако е вистински тоа срце такво чисто и такво добро, тогаш има ти да го следиш пекамберот алейхи селату васелам педа по педа. Педа по педа. Ако не, ти си правиш само значи бајрам со умот. Значи ти само си правиш надеж, лажна надеж. Таа лажна надеж до кога трае, дура се ставиш в гроб. И тогаш таа лажна надеж завршуваат. Тогаш ќе бидеш во реалноста и тогаш ќе бидеш прашан за вистински што си сакал и што не си сакал и што си следел и што не си следел. Значи затоа треба секој еден да пази на неговата искреност и вистински да пази што има тој во неговото срце. Што има тој значи во неговото срце, зашто пекамберот алейхи селату васелам вели значи и оваа љубов, значи ти како можеш, како што вели шех Фозан хафидахуллах, како можеш да следиш некого. Односно, како можеш да сакаш некого кога ти него не го познаваш. Ти не го познаваш пекамберот, ти сакаш да го велиш го сака. Ти не го познаваш. За да го познаваш пекамберот алейхи селату васелам, требаш да слушаш неговата биографија, да учиш неговата биографија, да знаеш значи случките, како живеал, како бил пред да биде пекамбер, па после го станал пекамбер, па како било во Мека, па после во Медина и така натаму, и да покушуваш секој ден значи да го емитираш пекамберот алейхи селату васелам. Не да емитираш некои други луѓе. Алейкум селам. И тогаш велит Шейх Уthaymin рахимуллах, ако е ова, алейкум селам, ако е ова ваква љубов спрема пекамберот алейхи селату васелам, да го сакаме ние него повеќе од себе си, а тогаш како е љубовта спрема Аллах субханаху ва таала? Како треба да биде значи љубовта спрема Аллах субханаху ва таала? И како што вели Шейхул Ислам ибн ал-Каим рахимахуллах, од знаците дека ти вистински го сакаш Аллах субханаху ва таала, да го зикруваш многу. Зошто онај кој некого го сака вистински, многу пати го спомнуваат. Ти кога сакаш некого, ти тука умот ти стои тебе. Ти како велиш ја го сака Аллах субханаху ва таала и цел ден денеска не си го зикрувал. Цел ден денеска устава ти е тебе здрвена. И велиш ја го сака Аллах джелешану. Не е работата со тврдење, ја да тврда нешто. Ја да вела ваков со таков, со тоа не е со тврдење, со зборови. Работата е со дела. Значи, што вели Ибн Каим, ова е огромен збор, значи, од знаците дека ти вистински го сакаш Аллах джелешану, е ти него да го зикруваш многу. Зашто човекот кога сака нешто, тоа нешто многу го спомнува. И го потсетува. Дали сме ние такви? Секој еден треба посебно да се даде на себе одговор. Значи, затоа, зборот на Шейх Уthaymin рахимуллах, ако треба ние, значи, ги имаме задолженост да го сакаме пекамберот алейхи селату васелам повеќе од себе си, тогаш како е, значи, љубовта спрема Аллах субханаху ва таала. Но сето тоа, значи, треба, значи, учење, треба знаење, за така да го запознаеш ти твојот створител, Аллах субханаху ва таала. Потоа вели Шейх Уthaymin рахимуллах, љубовта спрема пекамберот алейхи селату васелам има неколку причини. Прва причина е поради тоа што е тој пекамбер, Аллахов посланик. Втора точка, поради тоа што пекамберот алейхи селату васелам го имат пренесето повикувањето. Значи, овај ислам што нас ни е дојден, ова единствена вера која е примена ке Аллах субханаху ва таала, има пекамберот алейхи селату васелам потполно со искреност и со честност пренесено. Исто поради неговиот ибадет. Значи, неговите огромни ибадети. Значи, тогаш ти ќе сакаш како него да бидиш и во ибадетите.
исто поради неговиот морал кој го имал пекамберот алейхи салату вассалам. Значи како го запознаваме морало на пекамберот алейхи салату вассалам, кога ние значи читаме хадисите кои содржуваат значи моралот на пекамберот алейхи салату вассалам. И кога ја праша Аиша радијаллаху анха како беше морало на пекамберот алейхи салату вассалам, таа одговори дека морало него беше Куранот. Значи сакате да знаете како беше моралот на пекамберот алейхи салату вассалам, тогаш читајте го Куранот. И тогаш ќе знаете дека тако беше моралот на пекамберот алейхи салату вассалам. Исто причина поради што го сакаме пекамберот алейхи салату вассалам, зашто тој е причина за нас, за нашето упатство и за нашето знаење. Зашто значи изворот на исламот има почнато кај него. Нема му дојде објавата од Аллах субханаху ва таала. И сите што се упатуваат до судниот ден, пекамберот алейхи салату вассалам има за нив награда. Има за нив, зашто тој бил значи причина. Исто поради неговиот сабр. Значи саброт кој го имат чинето пекамберот алейхи салату вассалам во патот на Аллах субханаху ва таала и во патот значи на пренесување на објавата. Исто под причињето вели шейх Усаймин рахимахуллах да поради тоа што пекамберот алейхи салату вассалам дал се од себе си, најскапото и највредното, само и само да се возвиши Аллаховиот збор. Само и само значи да се возвиши Аллаховиот збор. Така и ние треба тогаш да се прашаме, што сме дале ние од себе за да се возвиши Аллаховиот збор? Што сме дале, значи сме дале ние најскапоценото и највредното и најсаканото, само и само значи да се возвиши Аллаховиот збор. И вели шейх Усаймин рахимахуллах, од овој хадис земаме поука дека на човекот му е задолжно да го поддржуваат суннетот од пекамберот алейхи салату вассалам и да дајт за тоа поддршка да биде во стање и себе си и неговото богатство и све што поседуваат во своја моќ. Значи да бидеш во стање за да го поддржиш суннетот од пекамберот алейхи салату вассалам, да дајеш дури и себе си и својот имот и се што поседува човекот што има значи во своја моќ. Само и само значи да го помогне суннетот од пекамберот алейхи салату вассалам. Значи не само кај себе, туку и кај другите. Кога ние не можеме суннетот од пекамберот алейхи салату вассалам кај себе да го спроведиме, тогаш како сакаме значи кај другите. Како очекуваме ние значи кај другите. Исто од придонесите на овој хадис, значи хадисот никој не верувал од вас се додека не бидам повеќе посакан од своето дете, од својот родител и така натаму. Од овој хадис поука друга што земаме вели шейх Усаймин рахимахуллах, значи задолжност, ваџиб да му се дај предност на зборот од пекамберот алейхи салату вассалам спрема сите други зборови. Значи кога идет во прашање зборот од пекамберот алейхи салату вассалам и зборовите од створенијата, тогаш значи иако е во прашање вели тука шейх Усаймин рахимахуллах, зборот на Абу Бекира или на Омара или на Усмана или на Алија радијаллаху анхум, му се дават предност на зборот од пекамберот алейхи салату вассалам, а не на тие асхаби што биле значи огромни луѓе и огромно што имаат значи придонесето за оваа вера. Но кога се прашуваат во врска со зборот од пекамберот алейхи салату вассалам, тогаш на неговиот збор му се дават предност, тогаш како е значи да не збориме за други луѓе. И затоа значи кога ти вели некој рекол пекамберот алейхи салату вассалам, тогаш требаш внимателно да слушаш, да отвориш и очите и ушите и да бидеш спремен значи да го прифатиш и да го следиш и да го спроведиш. А не те вели тебе тој рекол пекамберот алейхи салату вассалам, ти велиш мене рекол Абу Ханифа. Тој ти рекол пекамберот алейхи салату вассалам, ти велиш рекол имам Шафи. Ти рекол пекамберот алейхи салату вассалам, ти рекол Малик. Кај сме ние овде?
Овај хадис, значи вели шейхот Емина задолжност, ваџиб, да ти да не смееш да му дадеш на никому предност пред зборот од пекамберот алейхи салату вассалам. И тоа треба да се прашаме себе си. Дали сме ние, во тоа стање? Потоа напомнуваат шейхот рахимахуллах, шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, следниот хадис, а тој е исто во Бухари и Муслим, исто од Анас радијаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Во овој хадис вели пекамберот алейхи салату вассалам, кој ги има три работи, има да го почувствуваат, да го почувствуваат лезетот на иманот, односно блажоста на иманот. Има да ја почувствуваат, ама овие три работи треба да ги има тој човек. За да го осети, тој лезет на тој иман и тоа чувство и тоа блажество, треба да имат овие три работи. Прва работа е да Аллах субхана ва таала, неговиот пекамбер салаллаху алейхи васелам, да бидат кај него посакани од се друго. Ова не е овде, ти можеш да намериш такви работи, или ја тебе кажеш, или обратно, или како сакаш сртиво. Ова работа за да осетиш, треба оваа работа да ја исполниш. Ова е како се викаат, услов, баракаллаху, одлично. Ова е услов. Овие се три услови. Сакаш ти да бидеш од оние кои ќе го осетат иманот, лезетот на иманот, тогаш овие три работи, овие три услови. Прв услов, да Аллах субхана ва таала, неговиот пекамбер алейхи салату вассалам, да бидат посакани кај тебе од се друго што постои. Секој треба да се прашат себе си дали е тоа вистина. Ако е тоа вистина, ти ќе гледаш све тие наредби што ги правил Аллах субхана ва таала да ги спроведиш одма. И све тие забрани да ги оставиш одма. И ќе гледаш да видиш, да го копираш пекамберот алейхи салату вассалам. 100%. Не 99%. 100%. Да го копираш пекамберот алейхи салату вассалам. Прва работа. Втори услов, да сакаш еден човек, еден муслиман, не го сакаш за ништо друго освен во име на Аллах субхана ва таала. Ова е исто тешка работа. Ова е многу тешка. Ти можеш да го сакаш него поради богатството, поради ќе ти најде невеста, поради бизнисот, поради други, поради пети, поради комшијарство, поради и други интереси, и не знам што. Не да го сакаш некого, поради Аллах субхана ва таала. И да не ти даде тој ништо, кај тебе не се изменува ништо. А не ти велиш ја те сакава Аллах џелешану, утре не ти го прави чефот, ти не го познаваш него. Машаллах, ова било вистинска љубов во Аллах џелешану. Ти си се лажел само себе, односно вие двајца се лажеле. И што вели Суфјан ат-Таури рахимуллах, ако е се сакал некого во име на Аллах џелешану, и тој заблудува, и ти не го мразиш во име на Аллах џелешану, не си го сакал во име на Аллах џелешану. Ти го сакаш некого во име на Аллах џелешану, и тој заблудува, и ти се не го мразиш него во име на Аллах џелешану, тогаш не била и таа љубов во име на Аллах џелешану. Се да беше во име на Аллах џелешану, ќе беше после, ќе го мразеше ти него. Ама ти пак продолжуваш, ако заблудил, ти пак продолжуваш да го сакаш него. Пак продолжуваш да го сакаш. Тогаш, не си од тие тука. И трета работа, трети услов за да го осетиш иманот. И како ќе дојде во идните поглавија, како што велат алимите рахимуллах шейх Утајмин рахимуллах шейх Фаузан, дека
осетување на лезетот на иманот, на таја благост на иманот, таја долго трајт, кога осетува човекот. Не е како блажените работи на дуњалокот. Кога ти едно блажено работа си јал и сега пиеш вода, тоа блажено исчезнувата, не го сечаваш после устата. Така? Во иманот не е така. Ако го осетиш вистински иманот, тоа долго време трајт. Тоа долго време трајт. Ама да го осетиш вистински треба. Да го осетиш вистински. Третата работа е да мрази човекот, да мрази, да презира, да се врати пак во куфр, после кога Аллах Джелешану него го има спасено од куфрот. Како што мрази да биде фрлен во огнот. Ова е, значи, во врска за луѓе кои се конвертирани во ислам. Значи, тој таков иман треба да имат, да мрази, значи, враќањето негово во куфр, така да го мрази како што мрази фрлањето негово во огнот. Секој човек мрази, не сака да биде фрлен во огнот. Никој не сака во огон. Кој сака? Значи, и не само што не го сакаш, туку тоа нешто ти го презираш, го мразиш многу. Не сакаш ни да го замислиш да бидеш фрлен во огнот. Ето, како е тогаш? Како е тогаш, значи? Во врска со иманот и куфрот. Значи, ти мразиш во куфр да влезиш и да се вратиш назад. Онака како што мразиш, значи, да не бидеш фрлен и во огнот. Баракаллаху фикум. Потоа, авторот рахимуллах спомнуваат еден ефер, едно пренесување од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, што велит, قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. Велит Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, кој сакат во име на Аллах Джелешану и кој мразит во име на Аллах Джелешану, кој прави пријателство во име на Аллах Джелешану и непријателство во име на Аллах Джелешану, со овие работи има да постигне тој степено на евлија кај Аллах Джелешану. На евлија. И потоа велит, човекот нема да го осети иманот, чувството на иманот нема да го осети, лезетот на иманот нема да го осети, и ако многу клањат и постит. Која велите, ако многу клањат и постит, овие не се лажеле со пост и со ја клања олку. Која велите, ја клања ин кесурат салатуху ва сауму. Иако му се многу клањат, многу пости, значи нафиле, не зборим овде за фарзојта. Значи, многу нафили накланат намаз, многу деној пости, нема да достигне да биде евлија кај Аллах Джелешану. Се додека не биде тој да од оние кои сакат во име на Аллах Джелешану, мразит во име на Аллах Джелешану. Што значи да мразиш во име на Аллах Джелешану? Ти го знаеш дека тоа е харам и ти го мразиш. Зошто Аллах Джелешану го мрази, тоа е харам. Не, ти го знаеш и ти го правиш. Ти знаеш дека таа имитација на чафирите, Аллах Джелешану не ги сака чафирите, ти ги имитираш чафирите. Велиш ја го сака Аллах Джелешану. Овде вели валя филлах, пријателство. Значи тој дружењето него е во име на Аллах Джелешану. И расцепувањето него, оддалечувањето него, непријателството него исто во име на Аллах Джелешану. Со тоа има да достигне да биде евлија Аллахов. Евлија. Ако не е така, ако не ги немат овие, тогаш и ако се кланјат многу, и ако постат многу, нема да го осетит лезетот на иманот. И велит Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума во продолжение: وقد صارت عامة الناس مؤاخذات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لا يجدي على أهله شيئا. Велит Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, а повеќето луѓе, 「 » 、 имаат меѓусебни односи, 「 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 » 」 」 » 」 」 」
значи се сакаат, се дружат, пријателство, непријателство, мразење, немразење, сите овие работи ги имаат поради ала амри дунја, поради дуњалокот. Лилlah. Ала амри дунја, значи тој сакат, мразит, пријателство, непријателство, здружение, нездружение, делење, неделење, тие работи ала амри дунја, поради дуњалокот. И вели Шейх Утхаймин рахимуллах, овде Абдул ибн Абас вели, повеќето луѓе се станати вакви кога во времето на сахаба, вели. Ова времето овде, тој збори во за неговото време. Абдул ибн Абас е сахаби и го рекол ова е збор. Што значи во времето наше? За нашето време денеска. Што значи тоа, баракаллаху фикум? И последниот аргумент кој го спомнуваат авторот рахимахуллах во ова поглавје, тоа е еден ајет во врска тој ајет вели Абдул ибн Абас, ајетот е ва тaqatta'at bihimul asbab. Ва taqatta'at bihimul asbab, и ќе им се прекинат причињето за кој се дружеа. Велит Абдул ибн Абас, ал-маwadda, ќе се прекинит љубовта меѓусебна меѓу нив. Тоа во врска со боговите кои имаат обожавано мушриците. Тие ги сакале нивните што ги обожавале нивните богови, ги сакале, ги любеле, зашто се надевале да тие да им прават за нив шефајт на судниот ден. На судниот ден, кога ќе видат тие дека не можат ништо да прават за нив, тогаш ќе се прекинат сите тие причини поради тие кои имале здружение и љубов и блискост меѓу себе. Значи, затоа ако не сакаш да бидеш во ова очајност и да бидеш останат на цедило, тогаш нека биде љубовта твоја во име на Аллах субханаху ва таала и не давај никому предност пред љубовта од Аллах субханаху ва таала. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.